Бидејќи од дедо предедо си живееме како браќа на оваа земја, ние ви имаме како своји и сакаме да останеме своји. Ние не дигнавме пушка против вас. Това би било срам за нас. Ние не дигнавме пушка против мирниот, трудолюбивиот и честниот турски народ, што се прерануват како нас со крвав пот. Тој е наш брат и со него сме живееле и пак сакаме да живееме. Но, бидејќи, како што веќе напомнавме, самиот учествуваше во создавањето на Крушевската република и располагаше со автентичниот документарен материјал, во својата драма за Илинден, тој ретко сугестивно и непосредно ја пренесе атмосферата на последните подготовки за востанието, оцртувајќи го мощно релјефно и ликот на Никола Карев, но и својот собствен удел во востанието, така што оваа драма има и автобиографски карактер. За право, за слобода и за човечки живот ве каниме и вас да дојдете заедно да водиме борба. Елате, браќа муслимани, при нас да тргнеме против вашите и нашите душмани. Елате под бајракот на автономна Македонија. Македонија е заедничка наша мајка и викат за помошт. Никола Киров Мајски во својата драма, која имаше за цел во прв ред да сведочи, да обвинува и жигосува, нималку случајно го вгради овој и другите документи создадени за време на краткотрајната Крушевска република. Таа навистина брзо згасна, ја снема во пепелиштата и унатините на Крушево и на другите македонски села и градови. Но не згасна нејзиниот дух, нејзините идеали. Тие се разгореа во нови и уште поожесточени битки, најавувајќи го вториот наш Илинден. Слобода или смрт е писана на нашите чела и на нашиот крвав бајрак. Ние веќе го дигнавме тој бајрак и нема праќање. Нека Господ Бог да благослови цветата борба за правото на слободата. Нека се живи борците за слободата и сите честни и добри македонски синови. Ура за автономна Македонија. Баш не убаво. Напиши ја по-турски и литографира ја. Понеделник уште рано ќе испратиме по турските села. Слушам. А сега, брате, да се збогуваме. Дојдување. Дојдување. Да даде Бог понеделник слонцето слободни да ни угрее. Дај Боже. Постојано проширувајќи го и доградувајќи го својот драмски опус. Во 1968 година Васил Илјовски ја напиша драмата Окрвавен камен, која што истата оваа година беше изведена во Крушево по повод 65 годишнината од Илинденското востание. Со тоа Васил Илјовски ја реализира својата дамнешна желба да му се одолжи народниот град и на едно од најславните поглавја во нашето минато на Илинденската епопеја. За разлика од Чернодрински и Мајски, дејствието на својата драма Васил Илјовски го лоцира помеѓу нападот на Крушево и битката на Мечкин камен, што Питу Гулија поведе со својата чета, изгинувајќи до Еден, но не успевајќи под налетите на 12.000-та турска војска и башибозучките орди да ја одбранат републиката. Токму затоа Васил Илјовски се определи за драмска хроника, а тоа значи дека се обиде да ги реконструира сите позначени настани сврзани со создавањето на Крушевската република. Во оваа смисла неговата драма е најкомплетно сведоштво за Крушевската република, за знајните и незнајни херои кои без премислување со своите животи го исполнија повикот испишан на востаничкото знаме «Слобода или смрт». Питу, да беше барем ти поприбран. А не можев. Ти така смислено го кажуваш она кое јас длабоко го носам во душата. Она за кое јас не можам да најдам мисла и збор. А јас ти сум многу гласовит, малку речовит. А ке се налутам и ке викам. А не можев поинаку.
Побето и никаде не можев да ги гледам. Сите не се нафрија на мене. Ми беше страв, ќе ме предизвикаа да пукам. Побегнав. Сега ништо не се може. Позициите се веќе напуштени. Четирите гледаш се повлекуваат кон зборното место. Оттаму јас треба да ги предводам. Можеш ли да ме разбереш, Питу? Можам, Каре. Може би затоа што и самиот сум раздвоен. За тебе, Каре. Сакам ти да останеш жив. Да. Тоа не е така едноставно. На високите врвови нема еден широк и прав пат. Има повеќе криволичави патчиња. Главно е да не се изгуби од вид врвот и да се оди кон него. Твојот и мојот пат сега, Питу, се разединуваат. Но тие пак ќе се сретнат. Нашата борба продолжува. И не само со султанот. Додам, Карем. Четата ме чека. Селанецот веќе треба да пристигнал. Бактијар Паша гневен веднаш ќе тргне во напад. Бактијар Паша ќе почека малку. Додам на Мечкин камен. И таму вечно ќе останам. Да се прегрнеме, Каре мој. Проштавај. Проштавај и ти, Питу. Среќен сум што се разделуваме како другари. Другари, Каре мој. Чекај, Питу. Еднаш ми рече дека мојот нагант многу ти се допаѓа. Во овој миг многу сакам да ти го подарам. Ех, Карен, во овој миг нема поубаво дарување. Тоа беа драмските дела кои најдоа инспирација во врутоците на Великото Илинденско востание, во беспримерниот хероизам на неговите борци, во готовноста за саможртва на сиот наш народ, кој низ реки крв и неизмерни страдања го поплачуваше патот до нашето денес.